Добар ден, почитувани ученици, и добре дојдовте во училницата на часот по македонски јазик. Денешнава наставна содржина е наменета за учениците од 9 одделение и таа е од подрачјето јазик. Денеска ќе се запознаеме со условни, кондиционални, зависно сложени реченици. Да ги разгледаме дадениве примери. Ќе дојдам на роденденот ако купам подарок. Оваа реченица е сложена, составена од две прости делреченици. Првата делреченица е главна, а втората делреченица е зависна условна. И во неа е даден услов кој што треба да се исполни за да се изврши дејството во главната делреченица. Вториот пример. Кога би ја чувале природата, воздухот би бил почист. И ова е сложена реченица, но овде првата делреченица е зависна условна, додека втората делреченица е главната. И во овој случај, во зависната делреченица е даден услов кој што е потребно да се исполни за да се изврши дејството во главната делреченица. Што заклучуваме или што забележавме од примерите? Во зависната условна делреченица е даден услов кој што треба да се исполни за да се изврши дејството во главната делреченица. И да дефинираме дека зависни условни реченици се оние реченици што искажуваат услов од кој би се вршило или извршило дејството во главната реченица. Какви видови услов искажуваме со условните зависно сложени реченици? Со нив се искажува три вида услов. Реален услов, каде што исполнувањето на условот е возможно, како што е примерот. Ако играме добро, ќе победиме. Нереален услов, исполнувањето на условот е невозможно, бидејќи дејството во главната делреченица веќе се случило во минатото, како што е примерот. Ќе поминев одличен, да учев повеќе. И можен услов, исполнувањето на дејството представува можност, а не постои сигурност за тоа. Би патувал низ светот кога би имал пари. Да ги видиме ученици сврзниците и сврзувачките средства. Условните зависно сложени реченици се поврзуваат со сврзниците ако, ако ли, да, кога би. И овие сврзници се користат за трите видови услов. За реален услов се употребуваат сврзниците ако, ако ли, да. За нереален услов ако, да, без да. И за можен услов се употребува сврзникот кога плюс можен начин, односно кога и частичката би. На што треба да обрнеме посебно внимание и да забележиме? Во условните зависно сложени реченици кои искажуваат можен услов, не се употребува сврзникот ако. Па да ги разгледаме примерите. Би било супер ако би заминале на море. Оваа реченица е неправилна, бидејќи овде сврзникот ако не треба да стои, туку би требала реченицата да изгледа вака. Би било супер кога би заминале на море. Значи, на местото на сврзникот ако, ќе дојде сврзникот кога. И друга забелешка, сврзникот ако искажува реален услов, но со него може да се искаже и друг вид услов во зависност од содржината во реченицата. Да ги разгледаме трите дадени примери со сврзникот ако. Првата реченица. Ако ме поканеш, ќе дојдам на забавата. Оваа реченица скажува реален услов. Втората реченица. Ако ме поканеш, ќе дојдев на забавата. Оваа реченица забележувате дека е даден нереален услов, бидејќи веќе дејството е завршено во минатото. И третата реченица. Ако ме поканеш, би дошол на забавата. Забележувате дека овде постои можност, но не постои сигурност за исполнувањето на дејството. И да ја разгледаме интерпункцијата, ученици,
за овие зависно сложени реченици. Условните зависно сложени реченици, кога се во правилен редослед, всушност кога главната е пред зависната дел реченица, може да се одделуваат со запирка, но и не мора. Како што се дадениве примери. Ќе одиме на излет, ако не заврне дожд. Би постигнал најдобар резултат кога би вежбал повеќе. И кога зависната условна реченица е пред главната, односно кога речениците се во инверзија, тогаш редовно се одделуваат со запирка, како што се дадениве примери. Ако ми помогнеш, ќе завршиме порано. Да послушаше, немаше да те казна. Ете, тоа е правилото со интерпункцијата и ученици да ја разгледаме активноста за овој час. Вашата активност, која што треба да ја исполните на часот, е да ги продолжите дадениве 6 прости дел реченици со условни зависни дел реченици и на тој начин ќе добиете условни зависно сложени реченици. Па да ги разгледаме речениците. Првата. Ќе го стигнеше автобус. Вие направете ги според ваше размислување, а јас ќе ви ги дадам моите предлози. Ако излезеше порано од дома. Втората реченица. Ако ја каже вистината, судијата ќе го ослободи. Може би ќе дојдеа, да не им се налутеше вчера. Ако внимаваш сериозно, ќе оздравиш побрзо. Петата реченица, би купил цвеќе да знаев за прославата. И последната реченица, може ќе победам ако тренирам напорно. Ете, тоа беа речениците со дадените мои предлози, а вие се разбира, можете да ги направите креативно и различно од овие примери. И на крајот, ученици, еве вашата домашна задача. Што треба да направите за дом? Дадени ви се 7 условни реченици. Вие треба да ги определите и да го напишете видот на условот што е даден во секоја од речениците. Прочитајте ги добро, размислете и лесно ќе го определите условот. Доколку имате потешкоти, пратете го видеото напред, изгледајте го повторно од почеток и ќе немате никакви проблеми при одредувањето на условот на речениците. И друга активност за дома е да напишете 6 условни, зависно сложени реченици, но тие да бидат со различен услов. Што значи би напишале 2 со реален услов, 2 со нереален услов и 2 реченици со можен услов. Тоа беше, ученици, и вашата домашна задача. Сосема на крајот би сакала да ве мотивирам да читате повеќе книги. Вашето слободно време користете го многу повеќе за читање на некоја прекрасна книга, отколку да се дружите со паметните телефони, кои што можат да бидат некојаш повеќе деструктивни за вашата интелигенција. Ова беше се за денешнава наставна содржина. Се надевам дека лесно ќе ја совладате и ви благодарам на вниманието.